Почитувани сограѓани, коалицијата на ЛДП и ДОМ, која прерасна во движење одлучност за промени, во својата програма од областа на земјоделството на приоритетно место ги стави производството на кочанското бело злато оризот. После жетвата на оризот на земјоделските површини остануваат големи количини на слама, која представува проблем за обработка на земјоделското земјиште и од тие причини најчесто земјоделците ја палат сламата. Со опожарување на стрништата се добива силни реперкусии врз животната средина. Со предвидената децентрализација, советниците на оваа коалиција ќе се залагаат државното земјоделско земјиште од прва, втора и трета класа да не представува предмет на продажба и трговија, и истото да не може да се пренаменува од земјоделско во градежно земјиште, бидејќи тоа представува ограничено природно национално богатство кое служи за производство на храна и не треба да се дозволи да се уништува. Кочан е општина која изобилува со вода и има високи потпочвени води и река, кои со само неколку бушотини може да се добие бесплатна техничка вода за наводнување на сите зелени површини во градот и околните населени места. Постојат уште многу идеи и решенија за кои би можеле да помогнеме во нивно реализирање, но за тоа потребна ни е поддршка од вас, почитувани мои сограѓани.